Со стендап комедија на Весна Беби Петрушевска и доделување на наградите на најдобрите тројца карикатуристи беше отворен петиот поред фестивал на хумор и сатира во Виница In Vinica Veritas. Во преполната сала на Домот на културата Тошо Арсов, Весна Беби, исмевајќи ги стиховите на македонските шлагери, ја насмеа публиката до солзи. Јас ги обработив на еден начин на кој што верувам дека сите подсвесно размислуваме, ако сме малку креативни. Инаку тие во суштина представуваат добар дел од нашето музичко богатство и мислам дека се поголемиот дел од нив исклучително добри, но јас се бавам тука со евентуалните чувства кои што ги провоцираат тие текстови. Турбофолк песните, рече Петрушевска, треба да се забранат со закон. Но мене ме загрижува затоа што не дава, знаеш, музика која се слуша имаш мора да даде таа порака. Ја отсликува една цела слика на една цела генерација. Не може се нашиве генерации да раснат со Барби министерка и руке пуке раке шлаке, мислам. Просто е недозволиво. Фестивалот за отворен го прогласи градоначалникот Емил Дончев, а карикатуристот Миро Ѓорѓиевски им ги врачи наградите на најдобрите карикатуристи, наградени по распишаниот конкурс на тема Љубов, вино, антика. Пристигнатите карикатури ги оценуваше тричлено жири во состав Мица Јанкуловски, Александар Блатник од Србија и Панде Петровски, а наградите годинава отидоа во Србија и Хрватска. Првата награда му припадна на Неделико Убовиќ, втората на Ранко Гузина од Србија и третата награда отиде во рацете на Дамир Новак од Хрватска. Јас сум у Македонија био више пута. Во Македонија сум бил повеќе пати и сега ме радува тоа што пак сум тука. Самиот наслов на изложбата на карикатури на фестивалот In Vinica Veritas ме инспирираше преку мојата карикатура да го представам виното, кое кога ќе го испиеш, те предизвикува на љубов. Ранije je postojala cenzura. Цензурата е во главата на самиот карикатурист. Порано постоеше цензура, сега ја има карикатуристот. Ако тој се плаши да го искаже она што го гледа со своји очи, тогаш тоа е најголема цензура. A mislim da je to... Темата љубов, вино, антика е многу интересна и инспиративна за правење карикатури. Антиката не е интересна ако не би постојала љубовта, а љубовта без виното исто би била незамислива. На програмата на фестивалот вечерва е театарската представа Лжецот на Народното читалиште Славејков од Бугарија. Во среда на 16 октомври работилница за карикатура и театарска представа Пукла брука на театарот од Белград, Република Србија. За четврток на програмата е театарската представа Ноќите во бел сатен. Фестивалот завршува со стендап комедија на Сашко Коцев, која закажана за петок 18 октомври во 21 часот.